Денови регистрирано е зголемување на аерозагадувањето, да се жалат граѓаните од Центар, Октомбриска и уште неколку локации во поширокото централно градско подрачје. Загадувањето трае само неколку, да кажеме, половина час најмногу и после одеднаш го снемува. Како, дали извршивте мерење, имате ли прво реакција од граѓаните до вашиот сектор и дали е известен државниот инспекторат? Да, должни сме ние пред нашата јавност да кажеме дека не само од овие три локации, него на ниво на целиот град, посебно од населба Зелен Рид, од населба Карпош исто така, се јавува граѓаните и пријавува непријатна миризба, која што ние откако тие пријавија минатиот ден и пред тоа, значи минатите 2 дена вршевме истражувања како теренски така и нови мерни станици. Нашите мерни станици, од кои што 3 беа во функција, тоа е на Зафир Сајто мерна станица и мерна станица Наци Буѓони, покажа зголемување на јаглерод моноксид и тоа од 60 до 70 милиграми на метар квадратен и кубен се извинувам, и јаглерод диоксид, азот диоксид покажува околу 170, а нормално е 140. Значи покажа додека ова што е во Центар кај Зенечевски дом не покажа загадување. Симптоматично е тоа што исто така ние не можеме да лоцираме од кај доаѓа тоа, затоа што конкретна локација нема, затоа се обративме до нашите сограѓани кои што ни се јавуваа. Исто ваква ситуација имавме пред 3 години, кога исто така нашите сограѓани реагираа и потоа се јавија дека една наша соседна држава има инсталација која што произведува сега, дали е тоа вар или произведува некакви полимерни производи, се шири непријатна миризба, први започнува таму, тоа се наши сограѓани кои живеат во тој граничен дел и работат исто така во тој граничен дел, и како што и сега ни кажа, најпрви миризбата започнува таму и потоа се шири кон градот Куманово. Ние мислевме први најсериозно да не е тоа пожар што предизвика од Тетово, но може би и тоа, не знам, не можам да тврдам, но симптоматично е што исто вакво значи се случи и тогаш ние реагиравме до Државниот инспекторат за животна средина, бидејќи се тие надлежни за прекогранично загадување, тогаш тие интервенира кај соодветните инспекцијски служби во соседна држава и тогаш тој проблем беше решен. Исто така ќе постапиме, односно постапивме и во овој случај. Веќе реагирано ли од страна на инспекторатот? Не сум информиран. Сега после ова, значи ќе се информирам со нив и подетално ќе бидам информиран за тоа. Благодариме.